знаеме дека е победата наша и тоа не се сефираме да умиравме, не ни беше гајле ич. Албанска. Денеска, почитувани, имам едно поинакво видео за вас. Поставувам прашање што би се случило доколку НАТО никогаш не интервенираше во Македонија во 2001 година. Во јуни таа година македонските безбедносни сили имаа стотици албански терористи опколени целосно во Рачиново. Тенкови, артилерија и специјални сили беа позицирани околу селото кое се наоѓа на само 5-6 километри од центарот на Скопје. Операцијата за уништување на оваа структура и тоа целосно беше испланирана. Наредбата беше речиси дадена, а потоа се појави НАТО. Алијансата ја проби опсадата и ескортираше околу 400 вооружени борци, заедно со нивното оружје, на безбедно во Липковскиот регион. Неколку недели подоцна, под силен западен притисок, беше подпишан Охридскиот рамковен договор или Охридската рамковна капитулација, како што ја нарекувам јас, и војната ефективно заврши. За да го разбереме Рачиново, мора да ја разбереме целата тема, односно како започна војната. Таа не започна со декларација или објава на војна или политичка криза, туку започна на границата со Косово. Во јануари 2001 вооружени членови на УЧК или ОНА почнаа да преминуваат во Македонија од Косово. Тие беа ветерани од војната во Косово во 1999 година, прекалени во битки, добро вооружени и со јасна политичка цел да ја притиснат македонската влада да одобри уставни промени кои би им дале на етничките албанци во Македонија проширени права и признание. Мислам дека е коректно да додадеме и дека во одредени делови се работеше, но тоа се забошотува и не се говори сега за целосно етничко чистење и освојување на територија. Стратегијата на терористите беше да ја направат државата нефункционална и да ја принудат меѓународната заедница да го притисне Скопје да седне на преговарачка маса. Тоа беше истата тактика од Косово применета претходно кон Србија. Македонскиот одговор беше моментален, ова не беше политички протест, туку вооружено восстание кое оперираше од планинските села во северозападниот дел на земјата и мораше да биде третирано, односно сузбиено како такво. Набргу конфликтот ескалираше. Првата голема битка се водеше во Тетово, каде УЧК ги зазеде ридовите над градот и почна да гранатира позиции во март 2001 година. Македонската армија одговори со артилерија и хеликоптери. Иако бунтовниците беа потиснати, не беа уништени, едноставно се повлекоа длабоко во планините кон Косово и теренот им одеше во прилог. Истата шема се повтори и на вториот фронт, отворен на исток во Кумановскиот регион. До мај 2001 година македонската армија силно притискаше да ја расчисти областа во Куманово, на што сум бил сведок и на лице место, но бунтовништвото на северозапад беше се уште многу живо. Во Кумановско, се разбира, имаше сериозни успеси и освојувања на територии назад од страна на македонските безбедносни сили, полицијата и армијата. Повлекувајќи се од позициите во Кумановско, длабоко во шумите, но и кон Скопје, УЧК направи упат во Рачиново. Стратешката логика беше очигледна и намерна. Ова не беше некое далечно и недостапно планинско село, туку позиција од која буквално можете да го видите главниот град и можете дури и да го нападнете. Тоа беше провокација дизајнирана да изнуди одговор пред очите на меѓународните телевизиски станици. Зашто имате повеќе видеа на мојот канал. Македонската војска
во овој случај одговори точно како што се очекуваше, го опколи селото и до средина на јуни целото село беше под опсада без можност никој да избега од него. Ова беше моментот да се уништи УЧК и целокупниот отпор. Моментот кога ќе се скрши оперативната способност на УЧК и кога ќе се елиминира практично голем дел од нивната активна сила од оружје, околу 400 борци. Но на 25 јуни американските и представниците на НАТО и кажаа на македонската влада дека операцијата не смее да продолжи. Опсадата беше прекината, а околу 400 бунтовници со своите оружја беа евакуирани со автобуси на меѓународните представници. Во Скопје реакцијата беше жестока. Луѓе што протестираат излегоа пред собранието и владата се соочи со најдлабоката политичка криза во целиот конфликт. Повозрасните ќе се сетат дека народот влезе во парламентот, во канцеларијата на претседателот на државата и истата ја уништи и запали. Беше уништен и блиндираниот автомобил на министерот за внатрешни работи Љубе Бошковски. Сега ви предлагам да промениме едно нешто и ви реков дека ова ќе биде нетипично видео. Да промениме само една работа. НАТО не се вмешува, не интервенира. Конвојот со автобуси кои што ги носат терористите на УЧК на безбедно никогаш не доаѓа. Воениот исход во тој случај е речиси сигурен. Рачиново е на рамен терен за разлика од планинските села и македонската армија имаше супериорност и чиста позиција да комплетно ги уништи сите што се од страна на терористите во селото Рачиново. А без Рачиново, УЧК ја загубеше секаквата можност за притисок во близина на главниот град. Повеќе не ќе може да му се закануваат на Скопје, не ќе може да генерираат притисок врз властите и меѓународни наслови кои што би им биле во нивна корист. Ќе останеа само уште една вооружена група која се крие во планините и постепено ја губи својата моќ и територијата што ја контролира. Тука доаѓам до најинтересниот дел од алтернативната историја. Охридскиот рамковен договор или Охридската рамковна капитулација постои бидејќи на Западот му требаше начин да ја заврши војната, која што ја контролира во голем дел самите тие. Но ако Рачиново паднеше и УЧК беше воено елиминирана, Западот ќе немаше никакво влијание нити изговор да го донесе, односно да го притиска Скопје да го донесе Охридскиот рамковен договор. Македонија немаше да има потреба од странска интервенција. Што значи тоа? Тоа значи дека немаше да има задолжителни права и измени во уставот, немаше да има етнички квоти во полицијата и армијата, немаше да дојде редефинирање на Македонија како држава на незините граѓани наместо македонска национална држава. Опсадата на Рачиново траеше со денови, конвојот на НАТО траеше само неколку часа, но тој краток конвој трајно го промени македонскиот устав и македонскиот политички систем, а со тоа и денешната политичка и цела општествена реалност. Дали ова беше вистинскиот потек од страна на НАТО? НАТО би рекле да, спречивме поголема и поразурнувачка војна, но ние, македонците, кои ги гледавме автобусите како заменуваат со вооружени луѓе во нив, ќе кажеме нешто сосема поинакво. Дали НАТО беше во право што ја прекина опсадата и ни ја одзеде победата која што веќе беше заработена? Во ова видео кое што го гледате додека јас ја правам нарацијата, ќе се подсетите на воената и политичката реалност во 2001 година. Ова е приказната за Рачиново, пресвртната точка во војната во 2001 која што никогаш не се случи. Јас сум Филип Петровски, во делот за мембери. Благодарам што го следите мојот канал. Ќе следуваат уште многу вакви видеа во кои што ќе ги проверуваме битните,
клучните историски настани кои што ја променија и сегашноста и иднината на нашата држава. In January 2001, armed veterans of the Kosovo War began slipping across the border into Macedonia. This was the National Liberation Army, or the NLA, and they brought a highly effective, deeply frustrating strategy with them. This chart outlines what we call the Kosovo playbook. The NLA wasn't trying to conquer Macedonia outright. Their goal was to launch an armed insurgency that made the state ungovernable. That chaos forces the international community to intervene, which ultimately pressures the government into granting major political and constitutional concessions. By March, fighting erupted in Tetovo, one of Macedonia's largest cities. The NLA entrenched themselves in the steep, heavily forested hills right above the urban center. They held the high ground and knew every hidden path. The Macedonian army responded with heavy artillery and helicopter gunships. They had a much larger force and vastly superior equipment. But trying to dislodge small, elusive fighter groups from dense mountain terrain is a logistical nightmare. The insurgents were pushed back, but they simply retreated deeper into the mountains, regrouped, and opened new fronts elsewhere. This 3-month stalemate proved the NLA couldn't be easily eliminated in the highlands. To break the deadlock, they decided to make a much more dangerous move, one aimed directly at the capital. In June 2001, NLA fighters moved out of the mountains and occupied the village of Otocenovo. This was a deliberate provocation. Otocenovo sits on flat ground just 7 kilometers from Skopje. On a clear day, you can see the capital from its outskirts. The Macedonian military reacted exactly as expected, but with overwhelming force. They moved in tanks, positioned artillery, deployed special forces, and tightened the noose. Roughly 400 insurgents and their weapons were completely encircled, with no escape route. The order to attack was moments away. And then, NATO stepped in. American and European representatives told the Macedonian government to halt the operation. NATO organized a convoy of buses, broke the siege, and evacuated those 400 armed fighters to safety, effectively forcing both sides to the negotiating table. But let's run a different scenario. Removing this single NATO convoy redirects the war. If the military is allowed to finish the operation at Oracenovo, the government in Skopje gains the one thing it lacked in the mountains, a decisive victory that forces a total reassessment of the country's future. Deleting this one intervention from the timeline is the key to exploring an entirely different geopolitical and constitutional outcome for the nation. Without NATO intervention, the siege of Oracenovo completes. Unlike the dense highland forests, the insurgents are now pinned down in flat terrain. Facing superior numbers, heavy artillery, and a total blockade, the NLA position crumbles quickly. This chart illustrates the impact of that single engagement. By losing those 400 fighters, the NLA is stripped of a massive portion of its active, battle-hardened personnel all at once. The hit-and-run tactics that kept the insurgency alive for months are useless here. You cannot outmaneuver an artillery strike when you are completely surrounded with nowhere to hide. The victory instantly shifts the psychological balance of the war. The Macedonian senior commanders and their frontline troops now have concrete proof that they can corner and destroy the insurgency's main force. Ending the threat at Oracenovo does more than reduce enemy numbers. It eliminates the NLA's only pressure point against the capital. Without that proximity to power, the movement loses the visibility it needs to survive, effectively blinding its strategic offensive. Backed into a corner without Oracenovo, the NLA has exactly 2 options. They can launch another offensive south toward Skopje, or they can pull their surviving forces deep back into the northern mountains. Moving south is practically a death sentence. The Macedonian army is now fully mobilized and has just demonstrated exactly what it does to exposed insurgent forces in open terrain. As we can see on this map, returning to the mountains ruins the NLA's leverage. Isolated in the highlands, they cannot threaten major infrastructure or generate international headlines. Without a clear path to their political goals, diaspora funding dries up and fighters drift back across the border. The government doesn't need to fight a grinding campaign in the snow. They hold their defensive lines, waiting while the movement is starved of strategic oxygen. A decisive win at Oracenovo removes the insurgency's ability to threaten the capital. Without that proximity to power,
the movement loses the political utility it needs to stay relevant, forcing it to slowly dissolve in the mountains rather than expand into the cities. When the military eliminates the threat to Skopje internally, the international community's role as a necessary mediator effectively ends. The West's diplomatic leverage over the conflict rests on the existence of a stalemate that no longer exists. In our timeline, the Ohrid Framework Agreement was drafted because Western powers needed a way to manage a televised conflict in a NATO candidate country. The political concessions were the price for peace. In this alternate timeline, Macedonia is no longer in a state of emergency. There is no siege to break and no imminent threat to the capital. The calls from Washington and Brussels demanding a compromise carry far less weight when the fighting has already stopped on the ground. Operating from a position of tactical success, the government in Skopje firmly refuses the proposed constitutional changes. They have ended the insurgency on their own terms, giving them little incentive to rewrite their laws to accommodate the NLA's original demands. Securing this military win allows the Macedonian government to dictate the terms of its own peace, rather than accepting a settlement framed by outside powers looking to manage a crisis. So, what does a Macedonia without the Ohrid Agreement look like today? The constitution remains untouched. No mandatory language rights, no enforced ethnic quotas for the police or the military. The country is not redefined as a state of its citizens. It maintains its pre-2001 identity as a Macedonian national state, keeping the political system exactly as it was before the January incursions. This leaves us with a difficult question about NATO's actual intervention. Did those buses rolling into Arachinovo prevent a bloodier escalation? Or did an international coalition step in to rescue a movement that was hours away from total collapse? The NATO convoy that ended the siege took only hours to complete, but preserving those 400 insurgents provided the ultimate diplomatic bargaining chip, one that permanently rewrote a nation's constitution and its entire relationship with the West. In January